Здраво на сите! Јас сум Димитар Бекерски, доктор по општа медицина. Денес сакам накратко да зборувам за тоа што е микробиом, што е микробиота и на кој начин се они инволвирани во процесот на инфламација. Микробиомот представува одредена колекција на микроорганизми, нивниот колективен геном и метаболитите кои што ги произведуваат. А микробиотата представува одредена колекција на микроорганизми од типот на бактерии, габи и вируси, кои што зафаќаат одредена средина. Таа средина може да биде бели дробови, кожа и црева. Одредени видови на микроби кои што се застапени во цревната микробиота овозможуваат ферментација до апсорбирачки форми, вклучувајќи ги и несварливите јаглени хидрати, до масни киселини со краток синџир. Овие се круцијални во целиот процес поради тоа што имаат имуномодулаторни и антиинфламаторни ефекти. Некои од овие ефекти вклучуваат одржување на епителниот интегритет, односно цревниот зид, производство на одредени витамини и симбиотски однос со клетките во имунолошкиот систем. Тие обезбедуваат природна одбрана против патогените микроорганизми преку константна конкуренција и одржување на мукозата во цревата. Што можеме да разбереме од сето ова? Можеме да разбереме дека лесно може да настане една дисбиоза од цревниот микробиом и да се зголеми пропусливоста на цревата за одредени метаболити кои што стимулираат воспалителен одговор, односно да настане локално или системско воспаление. Затоа исхранувајте се со храна богата со диететски влакна и промовирајте одржување на цревната микрофлора.